Ниту договор со Балкан Енерджи Груп, ниту преземање на централното парно грејење. Владата донесе одлука да обезбеди дополнително количество топлинска енергија преку термоелектраната Тето, која ќе работи секој ден со полна моќност. Ова по владината седница го изјави министерот за економија Крешник Бектеши, кој рече дека со донесената одлука се предлага Електрани на Македонија да ја откупува струјата произведена од компанијата, а цената да не биде повисока од 170 евра по мегават час. На тој начин ќе се овозможело континуирано снабдување со топлинска енергија. Со преземањето на електричната енергија дополнително ќе се обезбеди производство и на топлинска енергија за регулираниот дистрибутер на топлинска енергија, со што ќе се овозможи континуирано, квалитетно и економски исплатливо снабдување со топлинска енергија за потрошувачите на град Скопје. Инаку Тето има производствен капацитет кој не е целосно искористен и во текот на викендите има вишоци кои ќе може да бидат искористени. Па така скопјани ќе имаат парно, ама колку тоа ќе чини во конечните пресметки се уште останува неизвестно. Ваквата одлука практично ја става во втор план идејата за финансиска помош за БЕГ вредна 6 милиони евра за покривање на трошоците, а ја исфрла од игра и идејата за времено преземање на управувањето со постројките од страна на државата. Во меѓувреме од ВМРО ДПМН реагираа дека Македонија плаќа 3 пати поскап газ и тоа по цена од 270 евра за кубен метар, и тоа во споредба со Србија, Турција и Германија. Македонија и македонските компании плаќаат цена и до 3 пати поголема од таа што ја плаќаат овие држави, и тоа е само заради неспособноста на СДСМ. Таа разлика од минимум 500 евра по кубен метар газ повеќе, ако се преговараше навреме, немаше да биде на терет на народот и буџетот. Од ВМРО ДПМН додаваат и дека се задоволни што Бектеши го прифатили предлогот на Мицкоски, кој вклучува ставање во системот на Тето во време на викендите, па така ќе имаме и дополнителна домашна струја, како и поголемо количество топлинска енергија. Добрата вест во новиот план е што со ова би се обезбедила и топлинска енергија за потребите на топланата Скопје Север, која за разлика од БЕК одговорила позитивно на понудата од владата за финансиско покривање во загубите. Парното грејење на скопјани е поскапено за цели 14% по барање на компаниите, кои поради високите цени на гасот тврдат дека се соочуваа со зголемени трошоци.